Како што кажав, ја уште малку време ќе финишираме со нешто што заслужува вниманието денеска во Здрава Македонија. Шанса за живот е мотото на кампањата да се донира на детската клиника, која е активна овој период и ќе опфати опремување на оделението за интензивна нега на клиниката со инкубатори и друга неопходна апаратура што е потребна за нормално функционирање. По тој повод во нашето студио денеска ќе се видиме со доктора Спасија Софјановина, како директорка на клиниката за детски болести, и Марија Ставрева, менаџер за корпоративна обштествена одговорност и комуникации во ОКТАС, со кој што ќе поразговараме токму конкретно на оваа тема, па да се видиме, може, повелете. Ајде да ме видиме. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Како сте? Одлично. Доктора Спасија, овде кај мене. Јас ќе надам Вие можете да си седнете тука. Добро утро, како сте? Повели. Седи се. Ето така. Кажавме шанса за живот, нешто што ако имаме и соработка на детската клиника со ОКТА. Најпрво ќе прашам, Марија, од каде идејата е за нешто вакво? Идејата дојде во разговор со стручниот тим од клиниката детски болести во Скопје. Дојдовме до идеја да направиме нешто за некои оделите на клиниката. Кога утврдивме дека оделот за интензивна нега е со најголема потреба за да се интервенира, решивме дека ќе направиме една конкретна кампања која што ќе има за цел да ја покрene свеста на граѓаните за состојбата на овој одел, како и да собере средства кои што ќе бидат наменети за обновување на опремата и купување на нова опрема на ова оделение, кое, верувате или не, со години не беше сервисирана тамошната опрема и навистина состојбата беше алармантна, требаше да се реагира веднаш. Затоа направивме оваа кампања Шанса за живот. Решивме ние да бидеме први кои што ќе преземеме чекор и ќе им дадеме шанса на оние бебенца кои што се сместуваат на овој одел. Тоа се бебенца кои што се предвремено родени или бебенца со компликации, па така се случи кампањата. Одлично. Така, доктор Софјанови, аз да ве прашам, од каде е потребата и колкава е потребата за ваква кампања на интензивното оделение на детската клиника? Порано овој момент ние го решававме на начин на кој што се сноѓавме нормално со средства од самата клиника, кои ги прераменувавме, односно ги одделувавме за да можеме да сервисираме, односно да делови кои што фалат. Знаете дека тоа е потрошен материјал кој постојано има потреба за обновување. За жал, фреквенцијата на пациенти е огромна кај нас и се повеќе и повеќе трендот за предвремено родени новороденчиња во овој момент. И да истакнам дека на 17 ноември правиме години како и се слави тој ден на светско ниво, бидејќи порастот на оваа категорија, за жал, пак ќе кажам, на новороденчиња е се поголема и дури се смета дека 10% е зголемено, секоја година се зголемува тој тренд на раѓање на ваква посебна категорија на деца со оглед на новите трендови на живење. И верувајте ми дека голем процент на тие деца доаѓаат на детска клиника, а тоа укажува и дека трошењето на сето она што се употребува за нив, тука не штедиме, тука нема штедење, тука едноставно се посветува на животот на тоа дете за да се спаси. И како што каже и Марија, ова се дечиња со посебни потреби, бидејќи самата опрема сепак во овој случај, вонот знаењето наше и вонот целата тимска наша работа мора да пристапна во поголеми количини, бидејќи имаат потреба од континуирано поагресивно пристапување и третирање на нивниот живот. Затоа ја нарековме Шанса за живот. Голема и огромна благодарност кон општествената свесност што настана кај оваа компанија, која препозна дека можеби во тој дел, каде што искрено кажам, јас патувајќи вака низ светот и гледајќи што тоа го прави, да кажеме, модерните болници кои се справуваат со вакви слични проблеми,
укажавме во еден таков разговор и ја почувствувавме свесноста кај оваа компанија дека може би сепак средствата не би биле донирани строго еве тој апарат или да речеме кревет или не знам што. Сепак во тој дел имаме благодарност кон Министерството за здравство и свесноста нивна да помогна на детската клиника, но ете токму во овој дел кој нас не олеснува да дел од средствата кои што ние наменски ги правевме за сервисирање, сега ги пренамениме за лекови, ги пренамениме за нешто сосема друго кое што ќе значи подигање уште повеќе на можноста за третирање на дечињата со поскапи лекови, можеби со некои други нови дополнителни терапии кои ги дознаваме како светот функционира, за да немаат потреба да одат надвор, туку да останат тука, бидејќи истото ќе им го возможиме, со оглед на тоа дека веќе можеме и оваа постоечка опрема да ја сервисираме на начин на кој што еве ни овозможува токму оваа компанија Окта. Така. Маја, колку време ќе трае ова кампања и какви се активности ќе опфати, бидејќи колку што знам веќе стартувавте и со промоција на броеви кои што се потребни? Така, значи кампањата започната во април оваа година и идејата е да трае до крајот на годината. Во првата фаза беа обезбедени дел од опремата и медицинскиот обновен дел од медицинскиот апарат на оделението. Идејата е нели откако ќе заврши кампањата сите донирани средства за да се соберат, да се докупи она што е неопходно, како и да нели подариме, односно донираме инкубатор на клиниката. Постојано сме нели правиме напори да ја промовираме нашата кампања со цел да ја подигнеме свеста кај граѓаните да се вклучат во истата, значи тоа го правиме преку нашите социјални медиуми. Сликата на малите борци е секаде застапена, мислам дека на сите вие веќе добро позната. Голем број јавни личности исто се вклучија во кампањата и ја дадоа својата поддршка. Во поново време ги промовираме и нашите донаторските броеви на кои што секој граѓанин нели со повик на еден од броевите 070, 075 или 077 143333 ќе може да донира по 100 денари и да се вклучи, да даде својата поддршка во кампањата Шанса за живот. Така. Кој може се да се вклучи во оваа кампања? Па како што реков, значи кампањата е осмислена на начин да може секој да се вклучи во неа, значи не само граѓаните, туку компаниите и организациите, сите да дадат својата несебична поддршка за оваа цел. Вклучувањето може да биде нели преку набава на овие алки кои што чинат 100 денари, може да се најдат на бензинските пумпи. Токму така. Може нели ќе ги најдете на бензинските пумпи на Окта, како и преку купување и набавка на секој литро. Самото купување донираш? Да, се донираат средства по 100 денари, тоа е минималниот износ за да може да се добие оваа алка која што нели символизира идентификација помеѓу новороденото бебенце и мајката. Потоа преку набавка на горива од бензинските пумпи, кога што се одделуваат средства за целите на оваа кампања, преку донаторските броеви кои што ги споменав предходно, како и преку нашата сметка отворена во Стопанска банка. Тоа е сметката за Шанса на живот, на која што можат нели луѓето да донираат средства. Така. И бидејќи сме речиси на самиот крај, ќе ја прашаме директорката колку ваквите кампањи се важни за вас како една од најважните клиники во нашата земја. Порано кога имав прилика, пак ќе кажам, да одам горе-доле меѓу мои колеги надвор од државата, го чувствував моментот кога споделуваат токму вакви начини на добивањето на средства, с наоѓање, да речам, правење на нешто многу подобро за дечињата и тамо каде што работат. Сега сум срекна бидејќи оваа држава го препозна тоа и навистина сум горда бидејќи кога веќе споделуваме вакви искуства, наоѓајќи се по нашите симпозиуми и конгреси, имам јас што да кажам. И затоа поздравам целата држава, бидејќи навистина свесноста е огромна и не се свесни колку сите ние во одреден момент можеме да се најдеме во ситуација да имаме потреба да ни се даде шанса за живот. Дали тоа ќе биде некој наш познаник, дали ќе биде наш комшија, дали ќе биде наш роднина или ние сами. Тоа се толку мали моменти кои во секојдневието ни изгледаат неважни, но во тој момент ни изгледаат најважни. И затоа им благодарам на сите кои тоа го направија несебично, независно дали тоа го направија
направија за некој анонимно дете или го направија за некој свој познат, она насмевка што ја дарува на фамилиите кои кога ќе излезат од оделот за интензивна нега и терапија и го земаат своето детенце здраво, не може да се замени со ништо. И затоа искрено благодарам на сите, особено на компанијата Окта, која прва во државата се па го препозна токму овој начин на давање несебично на така една мала донација која значи многу насмевки. Завршуваме со порака до гледачите. Од вас две како наши гостинки денеска, кои што со наистина издржана цел се овде во Здрава Македонија, бидејќи претпоставам дека борбата за овие деца не запира, продолжи и понатаму. Дај Боже да се намалат сите оние ризици под кои што се раѓаат и до кои што доаѓаат до насакани последици, но мора да постои да кажеме една синергија помеѓу вас докторите и вие кои што сте на некој начин се трудите во животот да бидете општествено одговорни без разлика за која компанија да работите. Така, јас би им препорачала, имајќи во први колку внимание, љубов и труд вложивме во оваа кампања, на сите граѓани да се вклучат во истата со тоа што ќе им помогнат на оние храбри, мали борци да победат, да убијат својата прва битка во животот. Јас ќе благодарам на господинот Виктор, кој е генерални менаџер на Окта, за токму да речеме еден несебичен начин на кој што тоа го препозна и започна да го размислува и да го споделува со нас преку оваа компанија, и во исто време им препорачувам на сите да знаат дека едноставно кога ќе дојдат на детската клиника може да рачунат на тоа дека шансите за живот се сепак отворени. Понекогаш не може секогаш да бидеме срикни со секој завршеток на некоја приказна, меѓутоа барем ги правиме приказните постоечки и можни. Благодарам што бевте тука. Благодарам. Благодарам и до докторката Стојановска од Агенцијата за храна и ветеринарство, со која што поразговаравме за квалитетот на левот, а за квалитетот на производите кои што ги плаќате или купувате нешто повеќе по 8 часот, каде што се разбира ги очекуваме вашите улоѓа, а во продолжение